ќе се осврнеме на една појава која што не е компатибилна со современото живење, тоа е насилството врз жените, една од најраспространетите повреди на човековите права. За жал се уште постои и во денешно време. Магдалена Чадиновска-Кузмановски е гостинка ово утро. Добро утро. Добро утро. Кој е оној што дозволува насилството врз жените да биде една од најраспространетите повреди на човековите права во современото општество? Ќе се согласам прво дека е така, за жал, а потоа ќе додадам дека мислам дека сите ние го дозволуваме тоа. Го дозволуваме со некоја, да кажам, полесна форма на депресија, кога многу малку се зборува во медиумите на оваа тема, освен во оние денови 16 дена на активизам. Меѓутоа сметам дека е тоа сосема недоволно за еден ваков феномен кој станува се поактуелен. За жал се повеќе бројките растат. Потоа дозволуваме затоа што не зборуваме за ова и од најмала возраст. Сметам дека кај нас, не само кај нас, секаде во светот треба да се зборува многу порано, односно уште во предучилишната возраст, потоа училишната, на основно образование, средно, па и понатаму, секако дека треба да се прилагоди тонот, како тоа го кажуваме на најмалите, меѓутоа сепак треба да постои, затоа што тоа е она време кога се уште се стекнуваат и менуваат и ставовите и вредностите. Кај нас, за жал, е само образовен процес, а не е воспитно-образовен процес. Потоа, исто така, многу малку се функционални и институциите. Морам да кажам дека настапуваат со една таква летаргичност да понекогаш жените со кои што јас работам, а тоа е многу често, ми споделуваат дека имаат чувство дека институциите се некогаш на страна на насилникот, наместо да бидат на страна на жртвата. Иако ми дозволите, би кажала еден пример што се случи сега, баш во четвртокот и во петокот, затоа што ќе биде многу пластично и ќе можат да слушнат вашите гледачи што уствари како функционира системот. И сега нема да кажем ништо ново, затоа што знаеме како функционира, за жал, тука системот, меѓутоа и една жена со која што јас работам ги помина оние фази на психолошка поддршка, на правна поддршка кои се неминовни и потоа природно следува она економска поддршка за да може да она да остане и да не се врати назад кај насилникот. Економското јакнење е клучно. Ова е четврта работа која ја губи, само заради тоа што насилникот решил да не се откаже од нејзе, тој доаѓа на работното место, прави проблем, на бизнисот му е најлесно да ја отпушти жената од работа, затоа што нема време да се занимава со тие проблеми. Да, таа го носи проблемот со неа. Да, таа точно така. Го носи проблемот со нејзе, да, сама си го бараше, за жал. И сега замислете како постапуваат, тоа нејзе ја напаѓа во трговски центар, обезбедувањето не реагира зашто нема ингеренции. Она постапува правилно, се јавува во полиција, доаѓаат колегите од полиција, го земаат насилникот со ниво станица, меѓутоа треба да ја оди и она да даде изјава. По 2 часа го пуштаат него од информативен разговор, она си оди дома, тој ја напаѓа, односно ја дотепува во автобус. И она најавува дека она се чувствува небезбедно, дека се чувствува загрозено и дека не знае како до дома да си отиде. Меѓутоа тие велат дека тие веќе му дале него една воспитна и дека нема шанса да го повтори насилството, тој после 15 минути го повторува тоа. Оди во центарот каде што бара хитни мерки и тоа е природно следува. Тоа беше во четвртокот или во петокот, во понеделникот оди да се информира докаде тие велат дека не го нашле насилникот. Му звонеле, меѓутоа не го нашле. И тој не знае дека има мерки на него. Итни. И сега кога ќе се случи нешто, кога ќе се случи фемицид, пошто е тука постои можност да се случи, кој е крив? Државата нема да признае дека е крива, насилникот колку ќе биде крив, како ќе се извлече, со каква казна. Значи, крива е жртвата зашто таа ќе плати со смрт. Ова е вистината. Не може да... Што се случува ако жртвата на насилството реагира самата, иако се одбрани? Имаме такви ситуации, за жал тие жени се во Идрисова. Значи се случило да ја читав и нивни изјави, јас не сум се сретнала со нив, кога решиле да ја земат, пошто на вистина се обидувале. Ова зборувам за пријавено насилство, не е на непријавено насилство. Кога се обидувале да го најдат сами начинот, односно пред се онака како налага државата, да пријавите во Центарот за социјална работа, да пријавите во МВР, кога тие реагирале онака како реагираат, имено да кажам дека најчесто се казнуваат со условна казна. И кога ќе ја повторат, тие повторно имаат условна казна. Па зошто да не го повторат делото? И кога тие решиле да ја земат судбината во свој раце, односно тие сами да пресудат, затоа што судот не реагирал, односно реагирал вака како што кажав, институциите бетер, тогаш тие го убиле, некогаш во самоодбрана, некогаш затоа што легнале ноќта, она легнала на тепа на ноќта и знаела дека утре дента ќе продолжи тоа, за да не дојде до тоа, го убила.
губила свесно, не знам, или губила несвесно, без разлика како и да е, тие жени се сега во Идризово. Пред некое време имаше нека ослободителна пресуда, кога се крена и медиумски и така треба, доста голема прашина околу тоа, меѓутоа се уште има жени кои се осудени на подолга затворска казна, се суди како за убиство и се во Идризово. Дури на една од жените апелација ја зголеми казната на повеќе години затвор. Што велат бројките во Македонија? Има ли конкретна бројка колков број на жени се жртви регистрирани? Може да замислиме колку се оние кои што не се ни осмелуваат да пријават. Бројот не е реален, затоа што, како што кажавте, многу од нив прво не се свесни дека се жртви, тоа е исто така еден многу голем проблем. Тоа е некое наше наметнато однесување дека поврзано со родовите стереотипи и тие воопшто не се чувствуваат и не знаат дека се жртви. Кај некој од нив е така, кај некој од нив тоа се случува затоа што се плашат да пријават, кај некој затоа што немаат доверба во системот и немаат заради сопствено искуство или немаат уште полошо, не ни се обиделе да пријават, туку имаат лошо туѓо искуство и не се ни осмелуваат. Во 2022 година за 61% се зголемил бројот на пријавени случаи, за разлика од 2019 година, меѓутоа оно што е интересно како податок е дека во 2018 или 2019 година, ако 3% биле казните со затворска казна, во 2022 бројот се намалил на 1%. Па тука можеме да заклучиме дека се зголемува бројот на пријави, што е добро и што е за поздрав, меѓутоа се намалува бројот на процесуирани казни. Тоа е она што се однесува до физичкото насилство, кое што е регистрирано, кое што е пријавено или не пријавено, кое што е најтешката форма на кршење на човековите права, односно повреда на правата на жената со спроведување на насилство врз неа. Што е со психичкото насилство? Дали тоа може да се окарактеризира како насилство и како да се заклучи дека тоа постои? Да, физичкото може би е најпрепозната форма, не знам дали е најтешка форма, затоа што навистина секое насилство е многу тешко само по себе и комплексно. Би рекла дека тука се физичкото кое е најчесто и најбрзо се препознава, затоа што сите знаеме како изгледа шамар. Да, меѓутоа тука би го додала и психолошкото, сексуалното и економското. За економското сега почна да се зборува. Многу малку е познато и некогаш сите овие форми се испреплетени. Кога ќе се случи крајното физичкото, тогаш се освестува жртвата дека е жртва и дека треба да пријави. Дека нешто се случува. Да, не знам што е потешко, затоа што навистина сите оставаат многу трајни последици, би рекла, за жената. Некогаш дури жените велат дека со физичкото некако и се избориле, некако по кратко време си го кренале достоинството, меѓутоа психолошкото насилство оставило поголеми траги. Замислете секој ден вас некој да ви вели дека не знаете сами до продавница да се сивнете, дека децата да ви даде ќе ги изгубите некаде по пат, дека вие не знаете ништо сами да направите, дека се ви паѓа од рака. И тоа почнувате по некое време да верувате во тоа. Станува и ваше убедување. И тогаш веќе полека влегувате во некои форми од кои што многу тешко може да излезете. Тука навистина е потребна многу голема, многу системска и многу голема психолошка поддршка, правна поддршка. Секако па понатака и економска, како што кажав пред малку. Како реагира светот? Видовме како се реагира во Македонија, меѓутоа како реагира светот? Европската унија, Советот на Европската унија го усвои првиот закон за борба против насилство врз жените, па освен оние протести по улиците, има и обиди за законски, за институционализирање на проблемот. Тоа е за поздрав и тоа е навистина многу голем чекор, затоа што на овој начин ќе се намали и родовата дискриминација, која всушност е во сршта на родовото насилство. Меѓутоа, како реагира Европа и како реагира светот е за поздрав, меѓутоа како реагираме ние малку не ми се допаѓа, затоа што ние ги имаме сите овие стратегии усвоено. Имаме ратификувано Истанбулската конвенција, имаме многу убави закони, многу убави правилници. Разликата од Европа и од светот е што само ние ги имаме. Само постојат кај нас и се многу убави на хартија, меѓутоа во пракса не се спроведливи. И тоа нас како корисници, како граѓани, ништо не ни значи што постојат. Тоа значи на државата да се оправда и да каже дека еве нешто работи, дека ги усвојува европските стандарди. Меѓутоа колку навистина се работи, под чија ингеренција е овој сегмент? Тука се неколку, тука е Министерство за правда, за кој што за жал него ни гледа
во основите на своето работење, Министерство на правда не го препознава ова. Потоа Министерство за внатрешни работи, МТСП за труд и социјала, значи Министерството, тука се центрите за социјална работа, тие се оние кои практично работат со жените жртви. Вие кога сакате да пријавите, вие одите во Да, би требало. Морам да кажам дека има честни исклучици. Како што велите вие. Да, колеги кои исклучително добро си ја вршат работата, многу холистички пристапуваат, меѓутоа ние не треба да зборуваме за исклучоци кога се позитивни. Тоа треба така секако да биде, тоа треба природно да биде така. И кога една жртва ќе отиде да пријави, не треба, многу често ми велат мене, знаете, ми заврши работа, еве поднесовме ова, поднесовме за ова. Ја ги обедувам дека таа не ви завршила вас работа, таа незината работа си ја завршила. Тоа не е работа. Треба да престанеме да се радуваме кога некој фино ќе не прими некаде, а тоа му е него работа. Дури се чувствуваме должни, па носиме и 100 грама кафе после тоа, знаете како кај нас тоа све се завршува, тоа не треба да е така. Овие работи по дефолт треба да следуваат. Замислете која е таа храброст кога една жена ќе се осуди конечно после толку години, најчесто се години во прашање. Ме радува податокот што сега се помалку се толерира, па се и месеци, меѓутоа во принцип се години. Замислете таа ситуација кога една жена конечно се охрабрува да го пријави насилството и кога ќе отиде во центарот и она таму очекува да застане држава позади нејзи. Тоа така треба да биде. И кога нема ништо од тоа да добие, замислете колку се обесхрабрува и колку ја враќа тоа назад и она нема избор освен да се врати кај насилникот, зашто никој не застанал позади нејзи во процесот. Каде е Македонија на некаква ранг листа според загрозеноста на жените на оваа тема? Постои ли некое такво рангирање? Не знам во однос на бројки, меѓутоа знам дека многу лошо стоиме, се обидуваме сега нешто да направиме и тоа е за поздрав. Се надевам дека ќе одиме некаде на подобро, меѓутоа кај нас треба многу по-суштински некои промени. Сакам да зборувам и за, например, за оние некои, пошто кога зборуваме за жени жртви, најчесто зборуваме за нив, затоа што во 80% од пријавите се жени жртви. 92% ова се според податоци и статистички, мажите го извршиле насилството. Затоа кога зборуваме за ова, зборуваме за жени. Не дека нема мажи, меѓутоа тука некако проблемот е заеднички. И повторно се поврзува со тие родови стереотипи и родови очекувања на некои улоги кои треба да ги играме во општеството. Мажот да биде онаа фигура цврста кој не треба да плаче, не треба да се жали, треба да носи одлуки, треба да удри на маса. Жената е она која треба да ги почитува тие одлуки, треба да се грижи за домот. И мажот не пријавува насилство само затоа што ја игра улогата на појак и посилен пол, а не дека нема. И жално е, затоа што постојат и мажи жртви кои не пријавуваат само заради тоа некоја таа машкост да не им се наруши овдека на Балканот, поготово. А жените затоа што сметаат дека таа е таа улога кој треба да ја играат и дека не треба воопшто да се жалат за тоа како тие се позиционирани сега. Во Европа ова не е така во однос на свесноста за позицијата на жената, тука се уште е така, меѓутоа морам да признам дека за разлика од тоа како било, има навистина големи промени, ама таман работа да нема. Па би требало, како што кажавте, да се доведеме до некоја линија на не мора да биде идеално, меѓутоа да биде со минимални последици. Магдалена Чединовска-Кузмановски, изборувавме на тема насилство врз жените, едно најраспространетите повреди на човековите права. За жал зборуваме на оваа тема, меѓутоа мора гласно да се зборува, да се отворат картите. Ете, прв пат сте во новото студио, се надеваме не и последен, нели, дека вратата е отворена за вас и за оние кои што работат на оваа тема. Во студиото ви е многу убаво и јас се надевам дека нема да бидам за последен пат гостинка. Така е, благодариме уште еднаш за гостувањето.